Идеме како е толку сигурен во победа. Добро вечер со ново отворено студио, овој пат повторно посветено на локалните избори, локални избори 2017, вториот круг заврши. Пред малку го видовме пресото од ВМРО ДПМН, каде што лидерот Никола Груевски посочи на низа нерегуларности кои што се одвива во предизборниот и изборниот период, како и денот на гласање. Според него, како што посочи, имало низа нерегуларности и притисоци кои што допринеле за ваквиот резултат кој што се случи и очекувано беше вечерва да заврши онака како што заврши. Меѓутоа и посочи на тоа дека ваквите резултати не се регуларни, нели? И дека би требало да се оди на предвремени парламентарни избори. Со мене во студиото се Наталија Ивчева, Борис Дамовски и Армен Нухиу. Добро вечер и за вас. Како вам ви делуваше изборниот ден и воопшто изборниот процес? Еве Ивчева, од вас како дама. Благодарам. Се согласувате ли со ставот од ВМРО? Апсолутно се согласувам, затоа што од самиот почеток кога почна изборите, па и пред да почнат изборите, ние имавме една кампања против актуелните градоначалници од страна на ВМРО. Тогаш им се поднесуваа кривични пријави и така натаму. Јас и во претходна емисија која што беше посветена на локалните избори кажав за изборните нерегуларности односно во првиот круг. Тие изборни нерегуларности, притисоци, закани кон гласачите продолжија и за време на кампањата пред вториот изборен круг, за да денес, дури и за време на молк, и за да денес имаме кулминација на сите овие не само нерегуларности и притисоци кон гласачите, за да имаме и директно вмешување, што значи според мене денес беше кулминацијата кога амбасадорот амерички го имаме цел ден во текот на целиот изборен ден, го имаме сликан да оди во секое избирачко место, посебно на територијата на град Скопје, каде што го имаме сликано и тоа без срам, без никаков однос, со симпатизери и оние кои што се членови на избирачките одбори од СДСМ. Значи, ова е преседан од големи размери. Затоа што и според Виенската конвенција се знае докаде е рамката на дипломатите. Зошто и како беше вели таму, значи можеме само да заклучиме дека тука не само притисокот, него амбасадорот Бели директно отиде на лице место да се увери како да влијае и да даде поддршка на овие исто така и според мене нерегуларни локални избори. Имавме наназад многу. Значи, постојано имавме, еве, мислам, тука имаме исто запишано, имавме полнење на кутии, имавме носење на гласачи. Значи, сето тоа и апсолутно немаме никаква реакција од сите надлежни органи кои што требаше да се грижат за регуларноста на изборите. Така да ова до сега во Македонија и од Министерство, па пред се и од Министерството за внатрешни работи. За несреќа или среќа нивна, значи тие без никаков срам си одеа и на места каде што имавме полнење на кутии со асистенција на полицијата. Асистенција во однос на заштита на тие што ги извршуваат изборните нерегуларности. Ние имаме во Росоман, во Кавадарци, во Кавадаречко цели екипи на ЕБР. Значи и тоа е документирано. Имаме екипи на ЕБР кои што се таму. Што бараат во Росоман и во Кавадарци? ЕБР сега денес од локалните избори. Каде го има ова? Зашто станува збор? Што се случуваше таму за да... Ништо, апсолутно не се... Значи, ништо. Тоа е само за сеење на страв. И ништо повеќе. За ваква демократија зборевме. За ваква демократија беше критикувана претходната власт. Ова требаше да се спроведи. За ова се мислеше. Ако ова не е наведено во извештаите на меѓународните наблюдувачи... Нигде не го наведуваат. Што е најстрашно, извинете, ќе ве прекинам. Истото го имавме реагирање, имавме реакција
во избирачки одбори, околу сите наведени пропусти, со подкупување со се и на лицата, односно на наблюдувачите на ОПСЕ, значи во сите на невладините и на цивил и на МОСТ и на сите кои што се одговорни за регуларноста на изборите. Ние немавме до ден денес никаква реакција и по првиот круг и во текот на кампањата на вториот круг немавме никаква реакција. Па се случи да ние по завршувањето на првиот круг да се нападне лидер на политичка партија. И никому ништо. До ден денес не се расветли случајот каде што имаме снимка каде што се гледа кои се инволвирани. Па лаици тоа ќе го откријат до сега, а не МВР. Каква заштита дава МВР? Видео снимка и има многу каде што и тука нема што повеќе да се спроведува, се знае. Кој што е да. Дамовски се бара нови предвремени избори по овие изборни резултати и како што посочи Груевски да се организираат превремени парламентарни избори спроведени од техничка влада како изборите во декември 2016 година. А ако во меѓувреме се обвинува и полицијата за теророт и притисоци врз населението, според и ова што го покажува Ивчева како фотодокументација, може ли да има поинакви резултати? Не сум јас тој што треба да одговори на ова, пошто Вие бевте со народот. Сум исклучен од дневните вести, со месеци не гледам ни телевизија, локална. Токму затоа и ве прашувам, ако е ова овако. Затоа што за мене овие локални избори се само одраз на глобалната ситуација во која се наоѓаме. И нашата интровертност да размислуваме за нашите ситни мали интереси као локалните избори кои еве сега како што кажа Наталија, мене имам флешбекови на 94-та година кога дупликат автомобилчиња со полни кути. Ако е ова сето вистина, гледам дека е. Станува збор за не за внатрешен проблем. Ова е меѓународен проблем. Каде што очигледноста на нереагирањето на меѓународната заедница на која што толку и се поклонуваме ние како општество со кривица на политичките партии, на сите политички елити, не без исклучок, кои ја предадоа сувереноста и самостојноста на оваа држава во рацете на странските агенти, ова е само очекувано. Така што не треба никој да се чуди што ова ни се случува. Армен Нухију, човек што не се занимава професионално со политички анализи, но е добар политички коментатор, особено за случувањата кои што го зафаќаат оној блокот што е Тетово, Гостивар, каде што мнозинството е од етничка албанскиот блок. Албанскиот блок, ајде да го кажеме скратено. Имате ли информации што се случува во Тетово, кој е таму сега? Има ли добитен, еве да кажеме, спортски? Поред последните информации кои ги добив пред 5 минути 10, досегашната градоначалничка на Тетово победила со некои 1800 гласови разлика. Во Гостивар победил доктор Таравари, мој добар пријател од студентските денови. И во Струга е господинот Рамис Мерко, поранешниот градоначалник пред господинот Села. Сега дали се точни тие информации не знам. Интересен расплет во секој случај. Значи во Струга и во Тетово добија градоначалници на Демократската унија за интеграција. Имам информации дека членовите и симпатизерите на СДСМ масовно ги поддржале господинот Мерко и господјата Арифи во склад со нивниот предизборен договор, додека во Гостивар победил значи сегашниот министер за здравство господин Таравари. Не би можел од сега да прогнозирам што ќе се случи на централно ниво со овие резултати, меѓутоа фактот што во Струга се сменува власта и еден лидер на политичката партија Алијанса за албанците ги изгуби гласовите, е доста интересен во смисла на неговата понатамошна судбина како председател на таа партија. Сега да ве прашам конкретно за Тето. Има еден, посочите став пред некаде 27 октомври. Велите, во недела гласите по ваше собствено убедување се
нели обраќате кон вашите дедовци, по ваше собствено убедување не ги земете предвид пораките на политичарите и на платените со наши пари аналитичари и портали, бидејќи нивен интерес е политиката и кариерата и пред се парите, ваш интерес е функционално, еколошко, чисто и убаво Тетово. Ова еколошко, чисто и убаво Тетово, сега веќе имаме старонов градоначалник. Во Македонија, значи никогаш... Значи, по што тргнаа сега тетовчани да гласат? Велите масовна поддршка на приврзаниците на СДСМ кон Теута Арифи. Такви се резултатите. Па видите, во Македонија... Се дише послободно сега? Зборевме и со господинот Борис, значи нашето општество, нашите граѓани треба да зреат во демократијата. Ние сме се уште млада демократија. Добро, секаде во разбиениот свет да сме млади, и оние што се родиле во независна Република Македонија, демократска нели и суверена, веќе може да гласаат подолго време неколку изборни циклуси. Да. Факт е дека за бреќа брашно и ги слушнавме сумите од 1000 до 3000 денари како што беше изложено од сега од ВМРО ДПМН, а во урбаните, тоа во руралните, а во урбаните гласот е од 3 до 5000 денари или по некој кубик дрво. Прашавте конкретно за чисто и еколошки чисто Тетово. Тетово допред пола година беше еден најзагаден град во Европа. И со допред пола година беше пролет, сега па летото беше добро, пред една година, значи има 60% намалена загаденоста на градот на присуството на ПМТ-се честички. Тоа е документирано. Моите пријатели од Еко Герила можете да ги повикате, со задоволство ќе ви се одзват и ги следат овие проблематики. Значи, Југохром се затвори и сега има владина одлука, мислам дека и претходната владина одлука беше слична, сега има изричита владина одлука да почне со работа само отколку ќе ги постави филтрите. Значи се чувствува, јас сум тетовчанец, таму живеам, се почувствува. Сега Тетово е на некое 7-8 место во Македонија по загаден воздух, а беше убедливо прво и во Европа. Значи има некоја промена во врска со тоа. Ајде ќе видиме зимата кога ќе дојде. Ивчева, пред да започне оваа дебата во вестите, во најавата наброив дека ќе да се обидеме да дадеме одговор на многу прашања кои што се зошто. Зошто во Демиркапија излезноста е над 76%? Зошто полицијата е присутна во толку огромен број во тие неколку општини, особено овие Демиркапија, Кавадарци? Зошто? Ајде, прво за овие две зошто. Дали е ова поврзано со оној делот кој што беше поврзан со иднината во насока на најавените мигрантски бранови, или за уште поголемо прашање, а оне нели веќе е јасно кога зборуваат дека ги повикуваат на некое ново Пржино, а овој пат кај Париз. Не Пржиново кај Скопје, Пржино кај Париз. Ја би ги сместил во споменикот Македониум во Крушево. Има место и символично е. Има место. Видете како што кажа и Борис, значи тука не се само не можеме да збориме. Борбата во моментов, зашто е борбата вака сега. Зашто беше борбата со вакво? За да биде и локално, да. По сценариото на тој што го замислил, знаеме кој е. Тој што денес правеше посети, значи на Бели. А и морам да споменам сега малку по широки размери, не само за Македонија. Доктрината на Америка е сменета од 90-та година. Значи, ако претходно била некоја друга доктрина, сега е слободата, односно стабилноста пред слободата. Ама тоа не значи дека е стабилност на државата во која што на одредена држава која што е таргет. Тоа е стабилност за спроведување на нивната стратегија. Сега, ако тргнеме од таму, например, тоа беше пример... Демиркапија е клучното место за стабилноста. Не е Демиркапија. Значи, ние имаме, затоа што, еве, ајде ќе убрзам целата работа за да дојдеме до бегалците. Токму поради тоа, мора да се има контрола на целата односно и на централната власт, и на локалната власт треба да бидат под капата на СДСМ. Зошто? Затоа што и тие бегалци, кои што во моментот тоа се прикажуваат како жртви, меѓутоа не се жртви, треба да се сместат во тие етничко чисти... Жртви се, меѓутоа на тие кои што се во нивната, да, меѓутоа не такви економски жртви како што сакаат да ги прикажат. Тоа е целата, и не е само Демиркапија и Кавадарци, дека беше присутна цела Македонија. Во сите посебно беше ставен акцентот, точно се согласувам со вашата констатација, точно во тие градови каде што треба да се донесат бегалците. Излезноста не ви покажува нешто над 76%?
Па исто и тоа е уште еден момент дека тука нешто не е во ред. Затоа што излезеноста, значи, што се Зависи промени... кој поведи. Да, од парламентарните, што се случи крупно, позитивно, што го направи СДСМ како власт, дојдена со сила, што се случи нешто што е од големо значење во подобрување на животот и стандардот на граѓаните, за да имаме ние и толкава излезеност, и со поголема излезеност можете да правите поголеми фалсификати. Многу ми навелат кога ќе се спомнет проблемот со мигрантите, дека ако е човек не против, туку едноставно е предпазлив, велат дека тоа е спротивно на, нели, хуманото размислување. Меѓутоа Хуманиот тука станува аспект збор. тука не, во никој лично ќе си случај. земам слобода да го кажам она што јас го сметам, а тоа е дека не е прашање за мигранти кои што бегаат од тај, туку е прашањето за оние мигранти кои што сега им се натовар на другите развиените земји. европски земји кои што сакаат едноставно тој товар да го Сакаат поевтина работна сила. Каде се тие мигранти? Сега вие зборувате за мигранти, зборуваме јас не за гледам мигрантите кои Што ќе дојдат. Мигрантите кои што дојдат? кои Имате ли што информации дека Да. ќе дојдат? Момент, мигрантите кои што се во Германија, во Шведска, на тие Добро. места, значи ова се информации кои што Директно таму. ги имам од места кои што, нели, работат со мигрантите. Што значи дека едноставно цел на тие доселат. мигранти е се тие земји, високо развиените западни земји. Целта Што би останале они во Сега вака, Договорот, имаше тоа една многу Точно, интересна меѓутоа они ситуација. ја направија првобитната селекција на квалитетните мигранти, така. образовани. Кои што веќе се И таму, да. како и со храната кај нас, За да ги финансира. чоколадите, Милка, Несле, не знам, и големите корпорации се трета, втора класа за екс-комунистичките земји, така и мигрантите ќе бидат исто како храната трето класа. Една од тезите кои што е Тоест, разработена. сакаат да направат исто што Британија со Австралија, да не населат со криминалци. Мислите дека е тоа можно? Ја не верувам. Можно е, Начинот ако на- е, начин, ако е да. можно, председател, амбасадор. Амбасадорот, да. Амбасадор на еден од големите хегемони во светот да шета по Слободно. локални вакво, сосема е можно. И ово е голем индикатор. Тоа што Бели се појавува во Драчево, Не само во е Драчево, голем и индикатор за и интерес. во Газибава, Ова треба да биде аларм во главите на сите. на сите, така Не е. само на вако На политичарите и на граѓаните. политичарите. Да, апсолутно. Тоа е Не знам, генерално јас не сметам дека Македонија е некоја пожелна дестинација за Не. Не дека е пожелна, он не, ги не, назела. Имаше една многу извини Борис, само за опис, бидејќи многумина еве вака Но настапуваат, бидејќи колку ние што не знам ја сме. Турција има договор со Европската унија и тие бегалци ги држи под контрол, има кампови. Така, Се додека ама ги што добива правиме парите. со овие што правиме со овие од Германија кои што едноставно сака да ги, нели, распредели низ земјите. И ќе ги распредели. Прашањето е многу Турција да интересно. И со визната либерализација имаше еден чекор кој што беше мощно интересен и тука се дебатираше колку е хумано или не. По налог од европските земји беа симнувани цели семејства роми кои што можеби сакаат да идат во посета. Едноставно беше наложено дека треба да се симнат на тоа е граница. дискриминација. Така? Тоа е апсолутно Тоа е истата дискриминација која што нас ќе ни ја наметнат Ама да ги сега ќе ја држим затворени наметнат, точно луѓето. се согласувам. Да Сега ќе ја дојдат. наметнат. И дури имаше обид, нели, да се злоупотреби дека македонската полиција е, нели, расистичка затоа што ги симнува и Па и ја. дискриминира. Добро, сепак Не е збориме толку за една расистичка хипотетичка колку е ситуација, партиска. колку што разбирам. Ба, планот Значи, и не можеме акцијскиот план и оној дописот што е пратен до општините не покажува колку е тоа. Не го знам тој допис. Има допис, одговара градоначалниците, беше изваден по медиумите, особено се спомнува Демир Капија. Па затоа, да, и се наврза. Последниот здив на Илинден 4 беше протестот во Демир Капија, кога Да, Токму бевте така. таму, ние да. отидовме во едно топол летен ден да ги предупредиме жителите на Демир Капија да потегнат референдум. Де факто со допис, со одредени веќе средства од страна на УНХЦР или не знам на кои од овие глобалистички сервис агентури, Што требаше да беа го- одобрени средства за градење на стационар. Демир Капија нема да биде центарот на емигрантските кампови. Тоа ќе биде стационар каде што ќе бидат лекувани, хоспитализирани и така натаму. Кампот мислам дека е, ова се не го земете здраво за готово, го немам као податок, тоа е као некоја сигласина, нека дека е Валандово или Неготино.
Демир Капи е и символично место, не џабе го има задржано тоа име, железната капија на Балканот. И тука требаше да почне целата работа. Имавме збунувачки реакции од Министерството за труд и социјала дека тоа не е така, дека тоа е не знам, старечки дом, кој што... Како во Демир Капија ја прифатија вашата иницијатива кога отидовте? Беа збунети. Отидовме 50 на души од цела Македонија. Демир Капија е мало место, тоа беше... Па многу сте ги збуниле, 76% излегле на гласање. Па да, не беа информирани. Затоа велам голема одговорност, ако не и кривица, и вина огромна, носат нашите медиуми. Затоа што премногу се занимаваат со локалните проблеми и локалните надпревари меѓу овие, да ги наречам, Мислите локалните, ама во Скопје, а не локалните неефикасни политички елити на политичките партии во Македонија, каде што се сведува на избор, ние немаме избор. За која партија и да гласаш, ти гласаш за две групации, интересни групи. Тоа станува збори за албанскиот блок таму, пожива политичката ситуација и често се јавуваат значителни политички фактори нови структури. Сега ќе видиме овие избори што ќе донесат. Ајде, време е за една куса пауза со рекламните пораки. Овој медиум мора нели да има и рекламен блок. Ајде, се враќаме веднаш. Еве не повторно во отвореното студио посветено на локалните избори на вториот круг оваа 2017 година. Продискутиравме за нели барањето за организирање предвремени парламентарни избори согласно бржинскиот модел. Пораката е многу директна. Ајде заев да видиме колку си јаки да одиме на избори. Па сега беа упатени 7 барања од оваа последна пресконференција од ВМРО ДПМН, меѓу која беше и итна смена на директорот на Агенцијата за медиуми, оставка на председателот од ДИК Чичаковски и враќање... Молам? Кој е на Агенција за медиуми? Агенција за аудиовизуелни и медиумски услуги. А кој е директор таму? Добро, да, кој е директор таму? Зоран Трајчевски, одиме понатаму. А кој го поставил Зоран Трајчевски? Бараат оставка сега тоа. Ама долго време си е Зоран Трајчевски како професионален. Поставен од ВМРО до има. А не е поставен од ВМРО. СДСМ па продолжува после во. Има интересни. Не, поставен од ВМРО. Има интересни. Да бидеме точни, добро. Има интересни барања кои што мислам дека вреди да ги издискутираме тука. Тоа е итна истрага и вештачење со учество на опозицијата на уредите за прислушкување на УБК заради основано сомнение дека полицијата врши прислушкување на најмалку 100 лица од редовите на ВМРО ДПМН. Само? Велат најмалку 100 лица. Не, само 100 или само од ВМРО ДПМН? Од редовите на ВМРО ДПМН. И како беше со прислушкуваните материјали, како велеа, толку лица, па со сите контакти. Да, милиони 16. И се собираат, да. Ивчева, можно ли е итне истраги и вештачење? Ќе се дозволи ли такво нешто? Потребно ли е такво нешто? Потребно е, сигурно дека е потребно. Затоа што веќе кога има сомневање и индикации, тоа го кажа раководството на ВМРО уште пред известно време. Така. Значи досега веќе ако сме одиме и тежнеме кон некоја сериозна држава, досега требаше тоа да се спроведе и веќе да се почне сите, односно органов што си одговорен за тоа, веќе требаше да ја започне истрагата. Значи не треба посебно барање, меѓутоа така е како што е и ова е сериозен момент каде што навистина треба да се започне истрага ако веќе има сомнение за било какво прислушување, а не со бројка која што веќе е наведена и од лидерот на ВМРО, така да треба тука органите да поработат, бидејќи темата околу прислушувањето знаеме до кој размери стигна. И ако тоа се прави и еден штур на целата реакција од претходно, нели како информација која што беше истакната на едно од гостување од медиумите на лидерот на ВМРО ДПМН господинот Груевски,
Значи, ако тежнеевме кон тоа дека треба да се сопре да не се преслушува, требаше веќе истрагата да биде почната. Меѓутоа, и од страна на министрот имавме, Оливер Спасовски, имавме едно многу штур одговор, дека тие, значи, тој без почната истрага, тој веќе констатираше дека тоа не е точно. Што значи дека треба ова сериозно да се сите органи кои што треба да си поведат сметка, односно да поведат постапка и да имаме одговор. Следното е можно интересно и ајде би сакало од сите тројца еден став. Итно и без пролонгирање, завршување на судењето за случајот подкуп во кој Заев на очигледно целата јавност бара мито во висина од 200.000 евра, порачува Груевски, бара вечерва ВМРО ДПМН со ваков став, нели, по завршувањето на изборите во рамки, нели, на следување. Се одолжили многу. Премногу. Што значи овој случај во албанскиот блок? Во албанскиот Многу не само не го сакам тој албанскиот на блок. ниво на цела држава. Значи правна држава, чувството за правна држава е на На сите. Тоа е универзално чувство, тоа нема. Можеме да разговараме и за подкуп, не е проблем. Меѓутоа, во снимките, сечени, лепени, монтирани, него, се слуша Груевски кога му вели на Јанакиевски земјоделско земјиште, масовно, накајводно, да се пренамени во градежно земјиште. Така, Дали е така? Тоа е основано специјалното јавно обвинителство, за тоа си работат, се има сето тоа. Имаме во моментов рочиште, еве јас како го коментирам. Имаме во моментов случај кој што Треба има да се рочишта отвори. во судот за човек кој што е актуелен пример. Ако веќе се прави нешто, нели, Дозволете ново. ми да се доискажам. Значи имаше за земјоделско во градежно земјиште. Тоа е, мислам, кривично дело, би требало да е кривично дело. Не сум правник. Гласачи од пустец. Слушавме Јанкуловска како човечињата ги носе, доаѓа кај живеете, имаше една емисија во А1 на интернет, кај живееш, кај сијата, не знаеше адреса, жена од пустец. Смена на Гупи Дуб. Значи, детален урбанистички план, генерален урбанистички. И во склоп на тоа, значи, јас сум за сите кои правеле кривични дела да одговараат. Меѓутоа да не бидеме сега селективни. Ако има Заев кривично дело, треба и да се процесира. Меѓутоа, во овие констелации, во овие односи во Македонија, премиерот поранешен не одговараше, тешко дека ќе одговара и сегашниот Не премиер. одговараше затоа што се уште се води постапкава, како не знаеме дали одговарал или не одговарал. Значи таа Постапката постапка веќе се води во специјалното јавно обвинителство, а тука немаме ни покренување на снимка која што не е ни процес исцрпена ни кој што лепена. А ова си има си процес тече. кој што веќе си е Видете, тековен значи, и ние не ако- можеме да кажеме дека да, не е точно. процесуирано. Нели- Така, нели е, малку е Станува збор за Да. актуелен Јасно, премиер кој јасно. што нели оди во Брисел и потоа вели ја морам да тркнам до Скопје затоа што имам рочиште. Добро, Еве, меѓутоа, карикирам, ова али што рековте вие, господи Ивстрема, значи е почнато од специјалното јавно обвинителство, нели? Да. А требаше да биде од основното јавно обвинителство. Господин Па Зверевски затоа- тогаш беше јавен обвинител, не покрена, рече старо дело. Нема дело и ако има е застарено, нели да, така беше? и сега се направи Зборот ми добро. е тука. Значи, ние, ако сакаме да бидеме нормална држава и да бидеме членки на Европска унија и НАТО, кај што се стремиме, Не сите. Сите Значи- не. Сите не. добро, не мора си. Добро. Добро, во ред. Мнозинството Добро да дури и ВМРО ДПМН, не се знае дали декларативно се граѓаните, залага. граѓаните не, лидерите. Не само лидерите. Граѓани, не. Кој ги прашал граѓаните кои што се Па стремат? има јавно мислени испитувања. Верувате Едно на време беше јавно- дури 90% Ама ради спорот со едно името. време, јавно- едно ради спорот време, со името падна на јавни јавни мислења мислења, многу падна, послушнавме и сега за да. изборите. Па излезе сосем друго од тоа што Чекайте излезе се. на јавните. Дали главните Така да на политички јавното. партии, СДСМ, ВМРО, Затоа ДУИ, рековме ДПА, сите овие, лидерите на Па политичките. тие лидери се Граѓаните лидери на политички за, партии. за насоката на Македонија ќе се изјаснат. ќе се изјаснат Да, во ред. ќе видиме. Да. конкретно Ако сакаме да бидеме, и не мора да бидеме, еве да бидеме Швајцарија, да не бидеме Само- никаде. Нигде. нема. Да. Добра идеја. Да не отидам. Значи, судството мора да биде одвоено. Тоа До сега да, не биде. тоа е неспорно. Да. Тоа е неспорно. Судството мора да биде одвоено од политиката, од владата, од сите Меѓутоа, работи. за конкретниот случај, зошто нема покренато воопшто ништо? Ние од сега имаме и специјално, и основно. Јас ви Тоа е одговорив, прашањето. значи може ќе биде покренато, не знам. До сега нема, Јас а знам од нешто. кога е Јас тоа? знам дека од СЈО беше покренато, а И требаше затворено. да биде, па СЈО се створи заради да ги процесира. Ама не овие. е затворен. Затворен. Да, затворен. Во ред. Еве, да бидеме, значи биле навијачки расположени. Зошто овој основно јавно обвинителство не похране? Ама Бидејќи специјалното јавно обвинителство се формираше поради тоа што немаше правна држава. Не знам ни сега дали има, да бидеме реални.
Меѓутоа, СЕО се па сега што створи, покажа бидејќи овој ОЈО не случај? функционираше. Ова случај Овој, веројатно да, оди па е- натаму, итно барање Итно барање, завршува да, на да. судење. Времето е кратко, ја би оставил уште малку време за Леле, овие колку работи. време ни треба за случајов со Заев, па тоа колку више направи година? Не, сигурно повише од година. Давоски? Колку време ни треба? Немаме уште нов јавен обвинител. Чекајте Ама се, јас чеки, сум имаме легалист. специјална Да се јавна избере. обвинителка, која што многу добро си е платена од гледам буџетот на граѓаните. релевантноста на оваа микродебата за Околу случаите, ова барање, да. Туку причинско последично. Вистински политичар со визија, оваа денешна ситуација со специјалци, укавадарци, вако требаше да ја предвиди. Визијата на нашите политичари се сведува на спроведување на наредбите на големите босови. Тоест, не верувам дека било кој, ја следам политиката во Македонија од нејзиното осамостување до денеска, понекогаш интензивно, понекогаш воопшто. Меѓутоа, не сум видел политичар визионер. Ова слободен аналитичар, не од овие спонзорираните Од двете страни. Од двете страни, апсолутно. Јас мразам страни, меѓутоа од две страни. Апсолутно се спонзорирани, поддржувани, финансирани и створени како такви, профилирани, лукративни аналитичари би требале да ја предвидат оваа ситуација. Ниједен не ја погоди. Ова можеше да се спречи, да се вратиме назад во историјата. Да се вратиме на прашањето, сакам да ги поминеме сите седум барања пред оваа ситуација преминеме на можеше други. да се спречи на многу едноставен начин. ВМРО да искочеше од парламентот. На нелегалниот парламент. Вака сега, Да, тоа е Да, околу тогаш бојкотот, да. ќе предизвикаше, морам да ќе предизвикаше разговаравме за таквите затоа што што изборот случува. ние имаме како И4 представка до Уставен суд Да. за нелегалноста на изборот на Талат Џафери. Нели гласа 61 пратеник? Не гласаа тоа, Нема тоа кога сакам да тоа. кажам. Да. Не може да Кога? очекуваме Само да ние се докажам. локално, да. Само Не да се може ние да бараме Само да се докажам. Тој беше избран на тој датум како легалисти. Ти и јас Да. апсолутно сме во иста линија. Треба да се следат процедурите, законите, правилата, па и културата, па и пристојноста и воспитанието меѓу луѓето треба да биде на високо ниво. Ова што ни го прават е навреда. Политичките елити го навредуваат народот и жителите на Македонија до немај каде. Ова е шамар за моралот. Ќе може едно да игра само на реплика. Повеќе. Вака сега. Кога се избра господинот Џафери, ВМРО имаше реплики, контрали меѓу себе си правеа муабет. Нели е така? Тоа е работа на ВМРО. Добра работа на ВМРО, добро, нивна работа. Се избра Џафери. Вие викате нелегално, јас викам легално. Не, Уставен суд молчи. Добро, според моје мислење. Да. Јас сакам нешто друго да кажам. Нели тогаш вашето движење или ВМРО ДПМН, сега не знам точно, Тврдокорни. тврдокорни. Да, спинот како што го прават. Тврдокорни се... Тврдокорни, не спинот, него вие Не, сами вака тоа се- се нарекувавте или не? Не, тврдокорни треба да... Не, вика, значи против изборот знаеш. на Талат Џафери за председател на Собранието. Кажете ми вие од тогаш до денеска, што се случи што Талат Џафери е председател? на Никој не беше против Талат Џафери да биде председател и Што се случи? Што се случи? Дали се створи голема Албанија? Дали се одели? Ама се оди. Полека. Сега збори. Полека Кога ќе што биде. се ја правил голема Албанија, Не, би ја зборот правил ми е. поинаку Не, и јас сум бавно. против Не промена на толку граница, брзо. апсолутно. Вака. Слушајте ме само. Што се случи? Договор со Бугарија. Се случи. Се случи тоа срамно тргување со името. Тоа се случува. Се случува сега да ги А чекайте сега, ова Случува се. страмно тргување со името, нели ги слушате ли вие бомбите на Заев на времето? Бомбите за мене, Милошевски не му викаше можеме ние да се пет повикуваме. имиња да биде за што подолго да има бе Сега тоа се Ама сега сега, враќаме назад преговорите. бомбите, да. Не, мене ми е друго. Бомбите не може да ги земаме за Договорот со никакво Бугарија време. Тама конкурентно работа. е правен. Ма какви бомби, молим? Јасно, да. Бомбите Јас да можам ги бидат како- тука. Јас нешто сакам да ви кажам. Не ме интересира, не ми Зашто Милошевски, сум ни Димитров. длабоко убеден. Што повеќе важни државни функции имаат видни представници, подобри, по меритокрација избрани, не партиски. Така.
припадници на албанската етничка заедница во Македонија, Македонија ќе биде постабилна. Никој тоа не го Тоа е- оспорува. значи- Никој не го оспорува, да не се разбереме нема погрешно. што е етничкото Ние делење. збориме за само време за за време начинот. тогаш беше Начинот без разлика, не се навраќаме на. каква реторика имаше во ВМРО пред тоа? Вака Има? сега, сега каква реторика имаше и други партии и други поединци сега. Не, Значи, ми разбирате оставиме што кој- сакам да кажам. Да, апсолутно се согласувам. И никој, ама јас мислам барем дека никој не оспорува што господинот Талат Џафери е председател на собранието и односно Еве, што Борис, имаме. Не, без разлика. Добро. Начинот сега- на избор или како? Начинот, Начинот на ја- избор, јас сакам, начинот па тоа на избор. сакам да Легалноста кажам, на Борис. избор. Значи, Представката ние е не дадена збориме во Уставен персонално. суд. Борис, извини, Уставен молим те. суд спие. Значи персонално не збориме дали станува збор за Талат или за не знам кој, дека станува збор за дека ние не прифаќаме затоа што бил албанец. Начинот на кој што се избра. Тука се погази демократијата во Македонија под покровителство Ја колку што видов, значи се собраа не луѓе, може, го значи прочита, си има ја начин. прочита ја И не може изјавата, тогаш се ајде да се собраа. собереме, да се собраа, пошто не даваат да се ајде да се соберат. собереме, не. Во Имаше собрание? дискусија. Во собрание? Не. Кој не давал да се Тогаш собере? како може? Ние може да се собереме и така во се- ходник. Збориме за 20 минути. да трае Веќе таа збориме дискусија. на- И така ќе завршиш. Ама Немаше за лега, потреба нели да- збориме дека не треба да бидеме- се почитува знаете легислативата. Знаете што? Не може така, не. Еве влегуваме во Тој во начин не. замката на ти, тој, таа, така. Да не Не е замка само да не биде дека Не, против не, албанците, него дека поставката која што не е во ред. Не ме разбрате. Ама тоа е, да, ама сега, не може натака да ги... Моментот сега во Македонија за секој вистински, мислачки, слободоумен граѓанин е како да излеземе од оваа криза. Поставувањето на оваа влада е тотално нелегално. Тотално. Апсолутно. Има нелегалности во владењето на сите партии во минатото. Ја имам флешбекови, ја мислам дека сме 95-та, пак А во што 94-та. мислите дека нелегално поставувањето на владата? Ај за председател се Затоа што- расправе треба да се произнесе врховен. Па еве, причко последиш. Ако е нелегален парламентот, изборот на Апсолутно ваку, нелегално тогаш све. и владата е нелегална. Така? Не е нелегално. Е. Видете, никој не се изразил за тоа. Ние дадовме представка до највисокиот Вие мислите дека е нелегална и сте дали представка? Не. Аргументирано вака. е тоа не може. Молчењето требаше да каже до сега Уставниот суд. Затоа што следната стапка е Страсбур. Затоа молчи Уставниот суд. Уставниот суд требаше да се изрази. Легалистички. Вие сте незнајковци вакви такви, еве го всушност, нашето да, мислење. и јас се согласувам, треба да даде мислење. Нивна А тоа света, мислење да биде дека е легално според мене. нивна света. Ако ќе одлучи така, ама треба да се легалистичка произнесе. должност е да се изразат по прашањето. Навредливото молчење на Уставниот суд Па затоа ми се допаѓа идејата на премиерот Заев што рече реизбор на сите суди. Тоа е добра Гледаме работа. направи. Одлично. Избор Добро, партија. Еве Албанија направи. Кога не може да направи? Еве ветинг. Ама не може да... Значи, Ама сега- партиски прави, Ама не- па не, ќе ја направи. зборуваме сега. Зборуваме не Повторно, за партија. легалистички. Не Легали- може да ја направи. Реизбор Не може, да ја ако направи. се вратиме од изборот што го спомна дека не е Ама не тоа може што да е направи. поставување. Пошто нели се согласуваме дека еден од главните проблеми е судството во Македонија. Па не е само тоа. Апсолутно. Според- Апсолутно. Значи реизбор, тоа е. Апсолутно. Дали идеме... кој ќе го прави Се тој извинувам, реизбор? Знаете што? почнува пресконференцијата во Социјалдемократскиот сојуз. Ајде да видиме пораките од таму. Ви благодарам за одлучноста што ја покажавте и денеска во вториот круг на изборите. Ви ја честитам победата вам на сите граѓани на Република Македонија. Победа со која Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија и коалицијата ја заокружуваат победата во сите општини во Република Македонија. Денеска се потврди дека граѓаните избраа промени и живот во најголемиот број на општини во Република Македонија. Како шеф на изборниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз, изразувам благодарност до сите граѓани на Република Македонија, до сите политички партии кои учествуваа во изборите, до сите институции кои што возможија фер и демократски избори, до сите членови, до сите активисти и волонтери на Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партнери.
Благодарение на вашата ангажираност, Република Македонија се гордее со овој величанствен ден. Денес Македонија одбра промени, Македонија одбра живот за сите. А сега дозволете ми да го поканам нашиот лидер, кој ги водеше граѓаните кон промените за подобар живот, председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, ова е голема победа на граѓаните на Република Македонија. Им честитам на сите граѓани за денешниот празник на демократијата. Имавме демократски, фер, чисти избори. Имавме избори што се вистинска слика за волјата на граѓаните. Резултатот во вториот изборен круг беше очекуван и за нас, и за нашиот политички противник, но и за граѓаните. На денешниот втор круг од локалните избори, граѓаните ја потврдија победата и уште еднаш јасно се определија за целосни, сеопфатни промени за поквалитетен живот за сите во Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата победи во огромен број на општини. Тоа за нас се две важни пораки од граѓаните. Прво, дека се движиме во вистински правец кон правична и економски просперитет на Македонија, заеднички дом и татковина, едно општество за сите, одлучна да стане дел од евроатлантското семејство. Второ, дека најголемата одговорност за остварување на сите овие заеднички цели е на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на нашите коалициони партнери. И новоизбраните локални власти, и ние што сме во централната власт, не од утре, уште од вечерва, ја продолжуваме акцијата за живот и целосна посветеност на потребите на граѓаните. Имаме изгубени години за надокнадување, имаме нерешени проблеми што треба да се решат, имаме огромни очекувања на граѓаните кои не смеат да се изневерат. Зборот е збор, а ние нашиот збор го дадовме пред граѓаните. Почитувани подржувачи, драги граѓани, не смее да има еуфорија. Завршуваат прославите вечерва. Од утре работиме напорно за стандардот на граѓаните, за држава што на граѓаните ќе им биде сервис, да работиме за живот за сите. Ги повикувам и ВМРО ДПМН да го преиспитат својот став за непризнавање на овој изборен процес, за кој и тие самите знаат дека поминаа во целосно слободна, фер и демократска атмосфера. Ги разбирам овие тешки моменти, исполнети со емоции во кои се наоѓа раководството на нашиот политички противник. Но се надевам дека ќе изнајдат сили да се однесуваат како одговорен политички субјект, за кој и на овие избори гласале сериозен број граѓани и ќе се вклучат и ќе дадат конструктивен придонес во реформите од суштинско значење за подобар живот на граѓаните на Република Македонија. Апелирам до раководството на ВМРО ДПМН во прв план да ги стават интересите на граѓаните на Република Македонија. Почитувани граѓани, нека ни е вечна слободата, да живее просперитетна, европска, демократска Република Македонија. Благодарам. Благодарам на сите. Повелете за новинарите прашања, за останатите присутни ве молам за внимание. Повелете за новинарите. Што да ви кажам, бара СЈО. Но јас го разбирам и чувството на порезениот.
навистина гледате и во вториот круг, апелирам на одговорност, еуфориите да згаснат. Пресериозна обврска ни дадоа граѓаните. Мораме да работиме, не само тие што добија поддршка на овие избори, а со тоа потврди и поддршката на централната власт. Мора да работиме сите заради интересите на граѓаните и на Република Македонија. Воредни парламентарни избори уште сега се знаат кои ќе бидат резултатите. Но дефинитивно однесувањето после еуфории и победи беше типично за ВМРО ДПМН како веднаш преминување кон некои наредни избори. Македонија има многу пред себе што да сработи. Треба да работиме упорно, треба да работиме посветено и тоа исклучиво во интерес на граѓаните. Затоа апсолутно немам никаков коментар за ваквите работи. Нема ниту една институција, нема ниту една меѓународна организација, нема ништо од тоа што беше прочитано денеска на пресконференцијата на Никола Груевски. Секако, јас само да потврдам дека слободно изразената волја, конечно на граѓаните, е тоа што е израз и на резултатот на овие избори. Изборите беа фер, демократски, регуларни, кредибилни, кристално чисти. Повелете друго прашање? Знаете како, освен ако падне мнозинството во парламентот, јас верувам дека тоа мнозинство ќе расте. Според сите сознанија, се охрабруваат пратеници и дека тоа мнозинство ќе расте. Тоа не значи можеби преминување од една политичка партија на друга. Но знам дека мнозинството за реформите, мнозинството за интересите на граѓаните, мнозинството за перспективите на Македонија сигурно ќе расте. Затоа реков тоа што секако ќе го дебатират и органи и тела и на политичките субјекти и од владеачкото мнозинство и на политичките субјекти од опозицијата, но на крајот јас само го споделувам моето чувство, а тоа е одговорност. Граѓаните очекуваат од нас одговорност, очекуваат работа, очекуваат посветеност. Затоа што навистина локалните избори се многу важни, општините се многу важни за граѓаните. Сега со овој израз на слободната волја на граѓаните останува конечно ние политичарите да им вратиме на граѓаните со добро, со дела, со резултати, со повисок стандард, со перспективи и со интегративни процеси за сите. Повелете други прашања? Јас реков, ние немаме променети ставови. За нас е многу легитимно настапот на локални избори и локалната власт е различна од централната власт. Апсолутно нашата позиција во делот на изборите ја представивме пред граѓаните уште пред изборите. На еден чесен и транспарентен начин. Застанавме во поддршка на ДУИ. Изградивме коалиција за изборите. Господинот Зијадин Села, Алијансата за албанците, одлучија во вториот круг да изградат коалиција со БЕСА и со некои други политички партии, како што видовме, барем до јавно достапните информации. Секако одлуката е нивна. Ние сме овде да продолжиме да работиме во интерес апсолутно на сите граѓани на Република Македонија. Кога зборувам за сите граѓани, зборувам за сите граѓани. Не зборувам за етнички заедници, не зборувам за верска припадност. Зборувам за сите граѓани без разлика и на нивната политичка припадност. Повелете други прашања? Ви благодарам на сите. Вечна да ни е Македонија! Тоа беше пресконференцијата во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Го видовме и обраќањето на Зоран Заев, лидерот на таа партија и премиер на Република Македонија. Тој го повика ВМРО ДПМН да го преиспита ставот за непризнавање на овие избори, оценувајќи ги како фер, демократски и регуларни, како што порача го разбира чувството на загубени избори. Јас би
оценил дали е тоа се повикува на 2014 година, кога и самиот тој не ги призна резултатите од после изборите уште во 19 часот. Во дискуство. И понатаму вели дека прашан токму за овие прашања кои што ги дискутираме и ние во студиото, овие 7 барања од ВМРО ДПМН, вели што да ви кажам, бара ново СЈО, а токму е тоа шестото барање. Дали за барањето за подкуп го завршивме или има уште да дискутираме? Ајде, токму Груевски посочи основање на специјално јавно обвинителство кој ќе има ингеренции за расчистување на изборните нерегуларности од изборите во 2016 и изборите во 2017 година, како и за злоупотребата на целокупниот државен апарат во изборни цели за изборите во 2017, а тоа се коси со оценката на Заев за фер, регуларни и демократски избори. Ивчева? Навистина е фрапантно, а и очекувано. Од страна на Заев да се каже дека на премиерот или председателот на СДСМ да се каже дека станува збор за легитимни демократски избори, кога ние имаме снимки додека се делат пари во Штип, имаме хермелини, имаме притварање, рековме, во Кавадаричкиов дел, во Штип исто каде што се приведуваат каде што се приведуваат граѓани. Имаме, значи сега ќе ги почнеме поред. Имаме снимки каде што полицијата влегува во дворовите на оние кои што сакаат да гласат, односно што ги знаат дека се членови на ВМРО ДПМН и кои што ќе гласаат. Директно имавме снимки, тоа ги гледавме и на телевизија. Ако на се ова што телохранителот на Заев, кој што ја командува полицијата во Бутел со закани и уцени, каде што имаме и фотографии, и снимки. Потоа, сега ми дозволите малку. Ако имаме ние инциденти во Кавадарци, каде што председателот на СДС Кавадарци нападна наблюдувач и посматрач од кој што е од ВМРО ДПМН. Ако имаме полнење на кутии во Сингелич, така, за какви ако видите, ова е за нормалниот свет, се го прашува, сите ќе се запрашаме, како може да излезе премиер на држава, председател на СДСМ и да каже дека станува збор за демократски фер избори. Единствено белешки ќе се најдат прво во жалбите. Според тоа, па веќе он ја заврши, да, прашање. Па веќе он го даде го одговорот. Значи, штом он прогласи, тука не верувам, а и според искуството што сега го имавме од првиот круг на локалниве избори, каде што апсолутно зависи дали ќе се појават нема ниту да се нема да се појават, како што не се појавија во првиот круг, јас сум уверена дека нема да се појават ниту во вториот круг. Ми се чини дека Груевски рече изборите во 2016 и во 2017. Па зошто пред да се формира владата не се жалеше или после изборите во декември 2016? Зашто да се Бидејќи жали? победи? Не. Зашто сега се жали за изборите во 2016? Затоа што беа регуларни. Кога колку што разбрав, сега он и сега бара за 2016. Значи, слушајте да ви кажам. Да, чекајте да ви кажам. Кога СДСМ излезе, се посочуваше дека има нерегуларности, да. Се надминува она што беше положено, за да може, да оди земјата. Зошто Заев предходно, како што он во 2014 не ги призна, меѓутоа немаше ни една од овие, ни снимки, ни ништо немаше. Многу интересно на сето ова обвинување, што се бараат нели обвинителство кое што нели би работело во таа насока. Добро, ова е фактички враќање на предпрженска ситуација. Ако се следат барањата од ВМРО ДПМН, тука се и обвинувањата од села кои што вели дуи имаше скриен штаб за подкуп на гласачи. Затоа реков и во албанскиот блок, да, не е само ВМРО. Не е само дали е на власт или не. Јас сум од Тетово. Денеска бев два пати. Еднаш да гласам сам, вториот пат мајка ми ја однесов пошто има проблем со ногата, не е баш, да. И ја однесов, значи и прошетав низ градот. Пошто албанскиот дел беше порано анатемиран како најпроблематичен во овие работи, можам да зборам за Тетово, за моето гласачко место и за градот воопшто не се воочуваше никаква неправилност. Седеа двајца полицајци униформирани, не такви како што ги покажувате вие во Кавадарци, од не само во Кавадарци, во Штипево, да. Туку обични полицајци и немаше никаков проблем. Сега за Струга,
ако господин Целе има докази, а чим вака јавно излегува, би требало да има, се надевам дека ќе ги Веројатно партиите се научени денот на изборите да помине како што беше една меѓународна оценка ефикасно. Тогаш нема ништо. Веројатно сите овие Зависно работи што се прават претходно. подразбираме за да под може ефикасност, да се нели? заврши, да. Што е ефикасно и за кој што е ефикасно? Дали да се заврши работата што претходно треба или не? Дали може да се дојде до таква една ситуација да се формира специјално јавно обвинителство за вакви работи? А зошто да не? Ако се направи специјално обвинителство само за прислушуваните материјали и тоа нелегално прислушуваните материјали, зошто да не се направи Се воведе ли една практика во која што сега Знаете што треба да се бара направи? специјално обвинителство? веќе редовното државно обвинителство да биде составено од професионални суди, независни суди и да нема потреба од нови специјални обвинителства. така Ни се. до ова актуелното, ни па нови да се. Пошто што е тогаш работата нова? Ако е за секој деликт ствараме ново специјално јавно обвинителство, што е работата на основното Покровителството тоа се воведе како пракса уште од пржинско, да, под покровителство на меѓународна. Тоа е преседан, меѓутоа Тоа е преседан, меѓутоа ако има преседани, значи не би барал кој што се- специјално јавно, само би барал специјално јавна влада. Тогаш да го укинеме основното јавно обвинителство. Ако за секој кривично дело предпоставено имаме Па барање како за може специјално се- јавно обвинителство, која е логиката тогаш да постои? Меѓународнава го наметна тоа. Пржино и меѓународно. институции подолго време. Да, нели? подолго време постојат тие. Е сега ако се наметна таа, самиот случај на молчењето на Уставниот суд, највисоката правна институција секаде по цел свет, каде што владее правото, е индикатор какво ни е правото. Они молчат. Не само за наша представка. Јас сега се заинтересирав за Тогаш легалните зошто сте против тоа ветингот како во Албанија да биде реизбор на сите? И тоа беше едно од ветувањата. Не сме против. Јас сум за доживотно бирање на уставни суди како во Америка. По американскиот систем. По американскиот суд доживотно. Човек со интегритет, со професионален, морален, Не зборуваме само за уставниот суд, зборуваме за сите суди. Затоа што за мене правно, како лаик, законски за не мене како изгодливо, лаик. рамката е таква која што и има оценка дури и од прибев кој вели ова не може Знаете не може какви да суди? се спроведе, тоа е тоа. За мене како јас знам како какви правни умови имаме во Македонија и тоа се брилјантни. Не, јас го зборувам за Меѓутоа, во негативен контекст сега. На другите универзитети по светот. Така што не помагаат такви адхок решенија као СЈО. Тука треба сериозна реконструкција не само на правниот систем, реконструкција на начинот на владење на владите. Пак ќе се вратам, ние живееме во модерно време каде што партиите добро знаат улогата на медиумите, како тие делуваат на граѓанството. Пак ќе се вратам. Ја би вовел СЈО за начинот на кој се финансираат медиумите. Например. Очигледноста залудноста на тие спонзорирани медиуми. Еве, ќе наведеме до вчерашни канали кои што беа апологетски расположени кон ВМРО, да помене денеска Сончо гледа, Сончо гледа како благородна да, растение. Имаме масло. Масло Да, знаеш, убаво изгледа и така Јасно. натаму. Тоа грешката е огромна. СЈО е само адхок решение. Значи базата ни е погрешна. Јас еднаш преведував за еден господин од една меѓународна институција и ми рече нешто што е познато, меѓутоа ми остави впечаток. Ако една земја нема независно јавно обвинителство и независно судство, тоа не е држава во истинска смисла на зборот. Види, вака сега само Ја ви поставил едно прашање. Колку станува збор за вистинско судство кое што не е независно и обвинителство или за наметната перцепција која што со нели како беше 1000 пати повторена лага Станува вистина. Па тоа е станува цело вистина. Ние живееме во Како сега, од едно барање кое што се вели, ние ќе правиме реизбори од темел ќе градиме на ново, па се ретерира назад затоа што правно се гледа дека тоа е невозможно, и полека сега Зошто ќе е правно правиме невозможно?
Затоа што е правно не разговарав со Рамката во која правници. што да. Разговарав со ставено, не правници, може. законите и изборите и сите работи се направени според европското законодавство и тука веќе е приказната завршена и со Законот прибе не и е со ни сите. Куран, ни Библија. Знаете, законите може да се сменат. Ако е тоа, Ако веќе Ако промената на овие закони е во насока на подобра владење на држава, зашто да не се сменат? Ако бараме нели евроатлантски интеграции, како што посочивте, тогаш се тие алфа и омега и Куран и Библија, нели? Меѓутоа, Тие закони. И зависи веќе зашто се менуваат. Значи, ако навистина оригиналната цел е правна држава што никогаш не постоела во добро, Македонија, нека се обиде. тогаш нека се сменат. Добро, нека се обидат. Каква ќе биде перцепцијата од друга страна? Тоа останува да Како видиме. ќе биде перцепцијата како што беше 96 година со избор на колку суди? Колку беа Тоа сигурно мислам дека веќе сите го научивме дека Да. 96 година 300-400 суди. Ама затоа СДСМ ги губеше после 10 Во години моментот. поред. Што се случи Ради во таквото владење. Што се случи И во затоа и меѓувреме ВМРО сега истите губи. тие суди се уште се во судот. Не се Тоа е- се уште како се. Види сега се уште тие што Како таму се каде според ќе- стажот, нели кој што не заминал во пензија, меѓутоа никој не бил истеран од судот. Да не забораваме и фактот дека СЈО е пара институција. Пара Да, институција. таа не е легална. Затоа Меѓутоа, зборам дека тоа Надворотните Сите закони. главни политички Надворотните Точно закони. така. Груевски ја подпиша. Ама политичка, да. Па Тоа тоа зборим. тоа е политичка Политичка. одлука, тоа не е правна одлука. Тоа збориме. СЈО е Со определен рок на траење. Па добро, кога ќе Тоа е заврши право- тој рок на траење, нека се имаме редовно јавно одел, независно, повторувам, значи. Да. Сега вие како ќе го обезбедиме? Независно. Па како Не, ќе не, тоа не сум јас, не сум ни политичар, ни правник, ни судија, не знам како, но како општество Меѓутоа да ќе се мора навратиме на ова, да се вратиме. да се навратиме Дали- на ова барањето што е од страна на Дали господинот Груевски за дали може би не е паметно да се направат сега кога веќе се прикаши, еве добро имаше недоверба кон институцијата, се направи едно СЈО за нели снимките. Сега Да, тоа е многу еве, наменски има нешто направено. што е така наменски, сега Наменски наменски да се реши. наменски ова, ќе го затоа што направиш имаме и ова. Голем број на да не збориме наивно дека се станува збор за мала опозицијска партија, тоа е сериозен број на па тоа. граѓани кои што ќе немаат доверба во изборниот процес. И сега, дали може би сега такво специјално обвинителство ќе ја расчисти таа недоверба и ќе ја врати довербата во држава. Сега може да ме обвините за Не, идеализам, воопшто, меѓутоа, јас мислам дека конечно требат институциите кои се со устав и со закон формирани, меѓу нив и основното јавно обвинителство, да почнат да си ја вршат својата работа како што треба. Може би звучи идеалистички сега. Премногу се и ова. Така. Значи губиме на кредибилитет и како земја, и зашто како тогаш општество, и не како реагираме? општество. Може Ова само- исто звучи како пресуд на сега што го слушнавме од Зоран Заев, кој што вели фер демократски, ова нема потреба од нови избори, имаме многу Да, работа. имаме работа, Ајде имаме. сега све да Истото се го заврши. викаше Груевски кога Заев во 2014 не ги признаваше Значи избори. истата Значи имаме функционална влада, имаме па ако многу може да пратеници, исто. 2014, А зошто се да не тогаш може се да- направи и прво и Се што ова можам да се- специјално јавно Се што ме обвинителство? радува во овие ваши реплики, контрреплики, е еднаквоста меѓу двете партии, што ја посакуваат. Не, вака сега. ги изедначувате. Не, изедначува. Не сакам да ги Седмото кој што е доста изедначувам. загрижувачки во јавноста е како седмо барање кој што го посочи ВМРО ДПМН и Никола Груевски беше откако се види дека масовно се ослободуваат сторителите на тешки кривични дела, бараме итно ослободување на лицата кои што се во притвор и прекинување на процесите против сите граѓани за случувањата на 27 април 2017 Да, тоа година. веќе го имаше и потенцирано и претходно, господин. Така, ова сега е вметнато меѓу овие Меѓу седум. Кој да ги седмите ослободи? барања. Молам? Кој да ги ослободи овие? Па, веројатно со амнестијата која што ја најавуваше Заев. Значи на ниво на амнестија. Или судски бара, не ми беше јасно, не го слушнавме до крај Ај ќе интервју. видиме. Се вели, бараме итно ослободување на лицата кои што се во Ќе се притвор најде и валјда формата прекинување на процесите, тоа и значи постапките амнестија. амнестија, да. Ако може да се амнестираат криминалци, ако може да се амнестираат Дали луѓе ова кои ќе што допринесе се на спуштање на тензиите, да речеме? Дамовски. веројатно Па, малце е контрадикторно тоа барање сега, од кога е лукративно и израмнувачки, во споредба со изјавата на Груевски на 28 вечерта, кога ги оцрни луѓето. Се, јас сум директен учесник во тие настани. Затоа и од вас побарав прв став. Тие луѓе влегоа таму во афект. Не знам за маскираните, може да беа
организирани. Маскиран не можеш во афект. Да, маскиран во афект. Маскиран со маскиран во Кај на се може. Кај на се може. Да. Меѓутоа има голем дел на луѓе, пошто ја останав во собраниската сала, бев внатре во собранието цело време. Освен на еден момент која ми побара помош за една разлудена група горе на тераса, на не знам како се вика тоа, над аулата терасата што беше, таму беше хаос. Ме тргна добронамерни луѓе, велејќи дека овде има оружје. Во афект. Во афект. Повторно, да. Во афект. Сигурен сум дека добар дел од тие учесници во насилието во насаните на 27 биле, како да кажам, жртва на околности. Жртва на околности на непочитување на нашите барања, жртва на околности на нелегалниот избор, параинституционален, затоа што таму беше прекршен деловникот, процедурата, после 18 часот, да не збориме со провокациите, меѓутоа тоа е веќе тема на една поширока расправа, каде што теориите на заговор ќе имаат пеењето на албанската химна во македонското собрание и така натаму. Тоа беше след на провокации кои што предизвикува. И во вистинска правна држава добар адвокат и добро организирано општество ќе ги поддржи, ќе поддржи одбраната на тие луѓе кои таму беа де факто предизвикани според нивно мислење. Сега збориме, вистината секогаш има две страни. Изедначувањето на тие луѓе во амнестијата со криминалци, де факто криминалци, е малце дискутабилно. Сега ја можеби звучам абстрактно, Можеби тоа може и така да се разделува, но дали можеби Дали вие би го ослободиле човекот што го тепаше Зијадин Села до степен да се бори за живот? Видете, јас сум раскажувач. Значи има човек, има се знае кој е тат, кој син, Да. тепале Кој го тепал и и- викале следеле заев. Така. Значи дали тие луѓе вие би ги ослободиле од затвор? Не знам. Се додека знам, не виде. Мора да се видат фактите. Се знае. Има и собрански камери, обезбедување, живи сведоци. Јас немам беше. Јас немам увид во тоа. Значи, Меѓутоа, има- како љубител на судските драми, од англосаксонскиот. Добро, сега вие- Не, сериозно. Сега сум сериозен. Ве молам, немојте сега вие. Мислам дека правото само така се докажува. Со честноста на судиите, со честноста на адвокатите, обвинителите, со честноста на сказите на овие делот. Има, да, значи, и така има натаму. камери, има живи сведоци, се Секако. знаат луѓето. Дали би ги ослободиле тие Вака, луѓе? вака. Камерите покажа Влечење на Зијадин Села Да. по ходниците. Океј. Не баре е мртов. Мислеле дека е мртов, така ми кажа. Да. Дали таквите луѓе, независно дали не е оправдува албанец, нас. Ништо не- Никој јас не го не оправдува оправдувам. такво нас. зверство Насилство никој не и обратно оправдува. да биде никош не би Вака. оправдало и не да Никого да ги не оправдува. оправдувам, никого не оправдувам, меѓутоа барам правна разврска на секој момент. Па че има правна разврска? Како што не се бараше правна разврска, на пример за снимката на каде што сегашниот премиер му се заканува на претходниот премиер за вакво. Дека И ќе тоа бидат беше, објавени, да. мислам дека тоа беше легално набавена снимка, тоа се снимало по вакво. И легално набавена снимка кај што бара подкуп. И ја верувајте ми, ништо повеќе не ме интересира од вистината. Ништо повеќе Борис, не ме тука интересира. вистината е јасна. Не. Треба да се Можеме докаже. да видиме, се треба да се докаже, докаже. Ама Не е јасно. има снимки, има живи сведоци, има снимки од Ама собрански. не е докажано, треба постапката да докаже. Постапката да се Толку. заврши. Борис Ние- тоа го збори лега. Извини. Ама за каква постапка се дозволи, зборува? не барам помош. Вака. Правно. Да. Конвенцијата во општеството е правото. Тоест, дека сме се договорили како општество, дека ќе ги почитуваме законите, постапките, процедурите. Добро. И така натаму. Да се задржиме на тоа. Јас само апелирам на тоа да се држиме. На словото на Меѓутоа, правото. колку што Ние рече сме- водителот, ние значи сме- он бара да се ослободат тие луѓе. Па нека бара. Значи сте против? Не. Јас барам правна разврска. Права на разбор. Правна разврска. Да. Јас само за тоа зборувам. А инаку, Груе, господинот поранеше премиер, Не, рече дека се ослободили, не е вистина. Пак ќе повторам. Значи,
некои од луѓето што биле вмешани во претходните изборни циклуси, биле пуштени на слобода се пуштени пресничи. За викенд се пуштени за 2 дена и се вратени во затвор. Такви информации. Да завршат работа. Не се. Не сега, не за овој избори, пред месец и пол. Не, како точно беа за локални векува? Ајде сега, може би не сте запознаени. За деца во Смилковско езеро. Во Карпаш? Ајде да се Да, вратиме за каде што беше од домашен притвор снимен напад врз градоначалник. Градоначалник не преземени мерки. И не преземаат мерки. За такви Тоа е промени работа на зборевме. држава, да, треба да се приведе Ама никаква реакција. Јас сум длабоко разочаран од молкот на Уставниот суд. Тоа е Ама не само само доказ Уставниот суд. во каква Го фаќа во Па да, ама. највисока Не само тоа. Изјаден села не ги највисока судска институција. Изјаден села, има, но за Колку се. што имам јас информација, Затоа изјаден села не ги мене нова едно од информација. работите што ми се допаѓаше во предизборната кампања 2016, сега дали беше заради предизборни цели и како човек што мислам дека главна работа во едно тоа што ви кажав и претходно во една земја за да биде демократска вистинска е обвинителство и судство е реизбор на судиите. И тоа ќе го памтам и ќе го потсетам сегашниот премиер. дали тоа би ги завршило процесите или ќе ги забрза процесите? Еве да речеме вака. Имавме нели судство кое што Зоран Заев не го признаваше, така? Сега има еве го случај кога Никола Груевски повикува за брзо расчистување на случајот подкуп, а од оваа страна Треба реакција. нема реакција. Зборам за Зоран Мислам Заев. дека Сега го почитува еден судот или таков не го реизбор- почитува? Го почитува судот или не го почитува судот? За Заев зборов. Воопшто, значи зборам, секој како ќе се погоди во која улога е ставен, тогаш така изгледа ги го почитува или не го значи почитува се судот. менуваат улогите, нели? Затоа велам дека реизборот Не се нема да го менуваат. реши. Не, ќе го реши. Ако не да го реши, драстично ќе ја подобри ситуацијата. Во тоа сум убеден. Навикнати сме на новиот премиер наутро да кажува едно, навечер да се демонтира самиот Ивчева, себе, така да ништо не верувам. Предмалку ми посочивте Да, дека на вест. изјаден села не ги признава резултатите. Ова чисто како информација. Значи се враќаме на она дека село останува. Како ова ќе се одрази? Изборните резултати. Не мора да значи. Како ова ќе се одрази сега на владината коалиција? Значи истото го наведува и тој, ако можете, само пошто информацијата Ајде, е сега ајде. дојдена. Значи имало подкуп и уцени на гласачи вршени од партиски активисти заедно со полицијата на правната држава. Тоа што ова го зборам. Значи еве да не читам понатаму, тоа е тоа. Значи имало подкуп, уцени и помош од полицијата. Јас колку Тоа е што го изјава на разбрав Зијаден пресконференцијата на Зоран Заев, он посочи дека имаат работа, дека ова биле локални избори, си луѓето коалицирале пред. Не, он си кажа јасно дека значи Она, имаме значи, коалиција и со ДУИ и претходно. го обзнани јавно тоа, меѓутоа колку е фер да поддржиш еден коалиционен партнер, а другиот да го оставиш. да. Тоа е веќе Не знам. Ама некога веќе станува да збор за Заев, се е можно така да. Ништо не се изненади. Ништо не ме изненади. Најмалку што требаше, извини само, најмалку што требаше да биде неутрален. Така, бидејќи Требаше многу работа. двете партии се Така е. дел од владината коалиција. Тоа би било Апсолутно. принципиелно, но најпринципиелно би било да не коалицира со ДУИ, кои што беа дел од владењето со ВМР-ДПМН. Кој ќе стигнеме до тоа ниво на принципиелност, всушност и можеше да коалицира, пошто не можеше да се сега, што ќе се случи, ќе се јават меѓународните организации и ќе ги прикажат овие избори во розово светло и чадорот ќе биде претворен во тепих под кој ќе бидат Многу е сите интересно овие тоа непределности Пржино 3 кое што се најавува, за кое што се уште немаме информации, нели, кој прифатил, кој не прифатил, веројатно се чекаше жив да срам. заврши ова. Ако тоа се прифати, тогаш да вистина. Тоа е жива срамота било Но кој тука да се си- и нели информациите, Зијадин села останува, а доаѓа и Мендух Тачи. Што всушност таму се можно Еве ли е по Тачи и да, а Јас имав еден гледам фејсбук што- статус за премиерот Заев, значи ќе го покани и Тачи и напишав нека го покани и Груевски, нека биде етен голем. А, да, тоа го читам. Сега, Голема шега. за волја на Кажав, за волја на вистината, еве јас го отпечатив вашиот статус. Го имам, да, го беше едно да, отношение, да, затоа ова се Јас вака сум го. трансparентен, да го кажувам. Да, ја го прочитав. Да видите, ова работа е сега повеќе работа помеѓу самите албански партии и членови на членки на владината коалиција,
Така да не би навлегол во тие меѓупартиски игри, кој што ќе добие, ако влегува, ако излегува. Мислам дека е рано. Овие резултати сигурно ќе влијаат. Вие сте човек од Тетово. Да. Во Тетово е седиштето на Мендуктачи. Од Тетово фактички се појави и она движење кое што сега се нарекува Алијанса за албанците, каде што е села. Судирот помеѓу тие две струи таму е очигледен. Дали тие двајца би седнале? Што би рекал чаршијата? Упатен сте вие во работите, немојте сега во ракавици. Видете, познавајќи го дури и лично Тачи, не верувам дека би ја прегазил неговата суета да биде во иста влада со села. Така да не верувам, не знам. Евентуално ако има таква можност, ќе инсистира, според моје мислење, да ја замени улогата на сегашната улога на Алијансата за албанците со ДПА. Но ова се мои размислувања, не сум упатен баш во... Иако сум упатен во чаршијата, меѓутоа не сум упатен во преговорите, кои сигурно ги има. За евентуално ново проширено парламентарно мнозинство или видоизменето парламентарно Интересно е што тоа што села, да речеме, и она коалиција имаш уште две партии, нели, кои што едната произлезе од ДУИ, да. така, и уште една партија од помалите партии од албанските. Така, тие пак го напуштија села и дадоа поддршка на ДУИ и СДСМ коалицијата. Останува ли села сам сега, всушност? Мислите на Унитет и на... На Унитет и да. Народната демократска партија. Так, и на... Да. Па не е сам. Сега е уште посилен, бидејќи е во коалиција со БЕСА. БЕСА има значајно гласачко тело. Така да, ако ги споредиме со тие две мали партии кои го напуштија, ја мислам дека села или албанската опозиција, окрупнета, значи помеѓу овие две политички партии, е посилна, меѓутоа треба да поработат малку на реториката, бидејќи реториката според моје мислење му наштети на села, со некои изјави што не сакам сега ни да ги спомнувам. Што ги знаеме сите. Да, ги знаеме сите и треба да поработи, а не е таков човекот. Пошто во политиката некој сега ние не го знаеме лично Да, таков песот за да можеш да имаш таков вокабулар, мора и да го Да. мислиш, да имаш слика пред себе што говориш. Значи, според моје мислење, Алијансата треба да поработи малце на таа Сега реторика, а БЕСА треба да работи малце повеќе на истакнување на интересите на делот на албанскиот народ кој живее во Македонија, бидејќи има доста напади од кон таа партија дека се стреми кон некои други сојузи и така. За сите тројца, но и порака до гледачите, се подготвува ново издание на вестите. Може би ќе продолжиме, ќе видиме каков е планот, дали ќе биде потоа ДЕК или дали Државната изборна комисија би Мора да биде. ДЕК да се исправи со и да пресконференцијата каже. или ќе продолжиме во студиото во овој состав. Имаме уште многу прашање, тоа е пржино, тоа е сите. И дикот не ни е исправен. Така, режија тука се одјавуваме од овој дел на разговорот. Што е исправено, брат? Така, гости ви благодарам за досегашното учество во емисијата, ќе видиме дали ќе продолжиме понатаму. Еве не повторно назад во дебатното студио со мене Наум Стилковски, со мене се Наталија Ивчева, Борис Дамовски и Јармен Нухиу. Ги погледнавме и новите вести во издание на телевизија Нова со моите колеги од дневно-информативната програма на телевизија Нова. Дел од вестите може да повториме. ВМРО ДПМН во водство Виница, Кавадарци и Зановци, Таравари вели од сега во Гостивар ке се живее слободно. СДСМ слави во Росоман и Градско и како ќе пристигнуваат информации, така ќе јавуваме. Многу интересно, Ивчева го искоментиравме пред додека траеше повторно шпицата за тоа што СДСМ слави во Росоман и Градско и слави и во Скопје, во Чаир. Да, ама имаме информација дека прославата оди со автомати и со пиштоли, каде што е пукано и не реагира никој. Заев вели на Македонија не и требаат вонредни парламентарни избори
И да продолжиме онаму каде што застанавме, а тоа е она пржино 3 и референдумските изјаснувања околу мигрантите и она меѓународна слика и сцена која што треба да се формира во Република Македонија според Борис Дамовски, така ли беше? Се подготвува ли промена на името? Тоа се главните, нели, тези кои што индици и наслови по индици, наслови, најави, движења, најави, реагирање на соседите, нивното газење и по темата, посебно на јужниот сосед. Но и Бугарија не е заостанува. И Бугарија не е далеко од тоа. Не треба да си лефтерно параноичен за ова што ни се случува нас. Треба да сериозна параноја да ги зафати сите сегменти на македонското општество. Сметам дека пак истакнав на почетокот, навистина се минорен настан овие локални избори во споредба на тоа што навистина ни се случува. Поставување на сценографијата ли? Да. Ова е Вака описно. да. Само еден чекор во кон не само промена на името, туку и тотално одземање на сувереноста на македонската држава. Да не се лажеме, толку пари колку се внесени од надвор за финансирање на колоритни револуции, колоритни медиуми, колоритни серии, колоритни емисии, не се наивни. Работата е што треба да се навикнеме да ги предвидуваме настаните. Веќе е време, после 20 и кусор години постоење на оваа држава, да ги предвидиме настаните, читајќи ги насловите на меѓународните медиуми. Добро, јасно е дека уште од 2014 година постои тоа предупредување, кое што беше и едно од главните носители за изборниот процес 2016 година на ВМРО ДПМН и тогаш владеачката коалиција, кога се посочуваше дека ова сето всушност е подготовка на терен за промена на името, обезличување на македонскиот идентитет и македонскиот народ и сето тоа. Истото беше и сега во овие избори. Како сценарист, ќе ви кажам дека ова е игра меѓу аматери и професионалци. Кога ќе оставиш протагонистот во негативно светло, било кое негово пророштво не важи. Не одзвонува на тој начин како што макар ја зборел вистината 200%. Така што вистински играчи, плеери на политичката сцена не само што би ги предвидувале стапките, би ги антиципирале нивните чекори. Огромна грешка е направено во... Се имаше ли простор за такво нешто? Како не? Како не? Со сето она што се случуваше изминатите години? Да, апсолутно. Една можна варијанта, која што беше разговарана и секој разумен човек ќе разбере дека тоа е можен излез. Груевски со почетокот на бомбите требаше да ги стави во мирување премиерската и претседателската функција во партијата. Нормално, за такво нешто треба да бидеш спремен натрапартиски. Ќе беше на власт сега. Тоа го дискутиравме. Да ја преземеше на себе тежината на тие обвинувања, тежината на тоа сценарио, сега ќе беше многу покредибилен. Да. Ке оставија да останеше со таа силина ВМРО ДПМН, а ке го... Да. Ја според сите посочувања од ВМРО ДПМН се посочува дека сака да се уништи таа партија за да се раздуши нели како беше столбот на македонскиот. Да, ама тоа е сега резултат. Тоа е резултат на раководството. Ја мислам дека раководството. Тоа е резултат на сегашната констелација. Да. Како што го почна разговорот, го почна со 2014. Така. Јас зборувам кога некој би имал визија, тоест аналитичка моќ да ги антиципира сите овие настани, на вистина со една широка и прецизна анализа, не би имале
ваква ситуација во Добро, земјава. меѓутоа, Затоа што можеме да констатираме сценарио- дека уживаше огромна поддршка од Соединетите американски држави претходно. Тоа беше едно од, дали беше тоа можеби замка не некоја долгорочна стратегија, сценаријата Океј, за да, би требало било која сериозна партија да верува на било која градењето странска. на партнерски однос е, нели, Тоа е се во ред. Меѓутоа се зборуваме за политика, луѓе. Не зборуваме за Истра. Зборуваме за политика. А политиката е интерес. Интересот, вчерашниот пријател е денешен непријател. Зошто? Затоа што на една цевка таму од еден нафтовод, гасовод, нешто, се подпишува со сребрен маркер бившиот министар за финансии и руските. Ние сме жртва на глобална игра која што требаше да биде изиграна многу поелегантно, многу поумно и многу попредвидувачки. Ивчева, еве сега и во Грција се најавува тоа на голема врата дека решението е пред крај. Еден како одеше во едни вести, беше многу интересно, министерот тој и тој кој што е председател на политичка партија, кој што е дел од владеачката коалиција во Грција. Добро, што ме министар, нели? Како е, мала шега, како вие гледате на тоа дека еве и таму се најавува референдум? Ако тука не се дозволи претходно да се направат референдуми во однос нели на оние барања за мигрантските кампови, како што нели условно се нарекуваат, односно домување на мигранти и се тоа што претходно го дискутиравме, како тоа би поминало во однос на решавањето на нели прашањето за надминување на спорот со Република Грција? Видете, тоа што се спроведува во една држава и што важи, имаме двојни аршини за во една држава и кај нас веќе го видовме на неколку наврати. Така да тоа не е никакво мерило ако се случува во Грција да не случува кај нас и обратно. Меѓутоа јас сакам да се навратам на ова претходно што го кажа господин Адамовски, бидејќи јас не се согласувам дека Груевски не ги предвидел тие работи, затоа што он во неколку наврати и на изборните циклуси кои што беа потенцираше дека дека мора да имаме цврсто парламентарно мнозинство затоа што ќе се случуваат овие работи што сега се случуваат, односно што се имаат во само момент. Не ме вадете од контекст, ве молам, Наталија. Вие вадете од контекст во согласување на согласување. Јас зборувам за сценарија. Добро, збориме договори. Тоа е фикција, немојте вие, ве молам да. Така да и дека локалните избори се дека се многу дека треба да ги минимизираме локалните избори, не тие се дел од целокупното сценарио и мозаикот кој што треба да се спроведи сценариото во Република Македонија. Меѓутоа, затоа што имаме тука еден процес кој што ќе се донесат одлуки кои што се многу битни за иднината на државата. Не збориме ние тука за нешто што ќе се случува, дали канализација од локално ниво. Значи тука треба локално да се изведе и по однос на референдумите за бегалците и по однос на промена на името, на идентитетот и на тоа што доправа треба да се спроведе, кој што веќе го има прифатено господинот Заев во консултација, односно по наредби прифаќање од господин сад може да ни е веќе и премиер, не знам, на господинот Бейли, кој што си дава за големо право да се меша во внатрешната политика и внатрешниот развој на државата и на демократијата. Борис рече дека ние сме жртви на глобални играчи. Меѓутоа и ние, кога велам ние, како Македонија, да, или еве да бидам попрецизен, поранешната македонска влада, Бога ми даде доста причини да бидеме на мета на тие глобални играчи. Например, ако биле чисти, ако владееле според словото на законот и правото, тогаш и на тие глобални играчи би им било многу потешко да ја сменат власта. Значи, ние имавме, без разлика дали се предмет на истрага или не се, кога поранешниот премиер зборува со поранешниот министер за транспорт и врски за пренамена на земјоделско во градежно земјиште. После пусте. Зборот ми е дека поранешната влада даде доста причини за да видиме доколку не се спомна дали нема да излезат некои нови бомби, тоа е веќе многу тоа е друга работа. Многу страшна ситуација која што се случи воопшто во целото општество. Тоа не збориме што е целта на таквото сценарио, што е се знаеме гласот на Груевски, го знаеме гласот на Милена на Кирис. Кој потврдува дека тие бомби такви како вие што ги објавија дека се тоа вистинскиот материјал кој што е. Тоа е задача на СЈ.
Па точно тоа, затоа На- реков, на една значи, пара ама институција. господинот Што сега се сакате навлекува да, на тоа да речете каже- дека се стечени лебеди Јас не монтирани? можам Вака сега ништо јас да да кажам. Или јас дојде, искам- не, само глобалните Ама не играчи- може дојде да се експерт, повикуваме. дојде експерт од Германија, значи независен експерт од Германија, приватна компанија, кој ги изслуша тие Многу снимки. независни експерти дојдоа во Па државава, сега па јас- излегува дека се експерт- зависни. Нухију, Не, не, експерт. прашањето е, ако глобалните играчи се занимаваат за трансформација у земјоделско градежно земјиште, Да. мислам дека Ама не. треба да бидеме премногу наивни. Ама дека не беше тоа е само основата. тоа. Наум. Тоа се- Беше, на пример, Гордана Гуловска рече дека ВМРО, штабот на ВМРО е Судот ги претворен објасни, ките ги Тоа објасни. одлично им, Во штабот на ВМРО. Тоа Нема може да би спориме. и Не, можеше збориме да дека- користи во моменти кога требаше да се сузбијат оние групи кои што се враќаа од Сирија, од борбите. И Сега големата слика, ако почнеме да ја гледаме, добро. Играме со двојни аршини, Не, кога што зборот им мене ми одговара, беше кога дека им и одговара. ние дадовме, македонската влада поранешна даде доста материјал за тие луѓе да Еве да, сега ќе видиме во да Албанија што работат. ќе даде, кога што и таму веќе излегуваат некои материјали Па многу нека интересни. излезат. За било кого да е. Многу Значи, интересни нека излезат, материјали нека се излезат. Што излезат. од тие материјали, што? Кажете што произлезе. Апропо Прашањето е, дали е Некогаш ова не мора- сето подготовка на прашањето за менување на името и како тоа ќе се. апсолутно. Грција си Апсолутно. најавува референдум и тука се најавува референдум. Дали, односно Јас- се прифати играта за референдум. Колку е тоа една Референдум за што? референдум За името. За името ли? За името. Колку е тоа една алатка која што во ваква констелација на меѓународните Јас мислам дека играчи- СДСМ и СДСМ нема да се согласи со промена на името. Ако политичките противници прават разни спинови во врска со тоа, јас мислам дека ни СДСМ, ни Заев, ни никој нема да се одважи да дури и со референдум. Значи, а и да организира референдум, мислам дека нема да успее. Така да мислам дека јас сум исто за против промена на името на Македонија. Опасните И мислам дека за успех или неуспех. Мислам дека малку притисокот треба да се насочи и кон Грција. Сега ако, како што рече Борис, глобални играчи не туркаат напред, нека не туркаат како што треба и тие помалите играчи да ги стават во ред, во некој Каде напред на турката? па во евроинтеграција. Сега пак е рипне оваа страна која што ќе рече тоа Види, дали е Наталија, напред или не, јас ја назад. разбирам, Не, за Наталија. европска интеграција, Она сака во да ред. биде Македонија Во ред. независна, вистински независна држава, економски Не, во развиена, како европски Швајцарија. развиение, да, не, Како во Швајцарија. Европска унија, да. Ама ние не сме А не Швајцарија, на- тоа е проблемот. А зошто Ние- да не бидеме Швајцарија? Па не можеме да е прво менталитетот не ни е таков. Зошто? Се што сакаме Зашто? можеме. Еве дојдете во Тетово или во Скопје, џубрени Јас сум низ видела, улици колку сум сакаш. видела, сум Таму нема видела во џубре. Тетово. Таму полицијата пријавува, Еве сега нова граѓаните градоначалничка пријавуваат во полиција ако повторно некој Репресија. Да, сега. Не, па спориме за почнувајќи од менталитетот па до другите Еве работи. ги менталитетот еве ги ние си ги менталитетот правиме, како се тоа е изразува менталитетот. прославата за прославите за Прославите, вака е менталитетот, со кукање Прославите. во центарот на Скопје. Тоа е Центар катастрофа. на Скопје. Што докажува дека ние всушност и не сме за Европска унија. Или пак викањето доаѓа Вардар европски шампион станува, јас се радував. И имав проблеми со некои луѓе дека што се радував и што пишував поддршка за Вардар. Тие викаат таму добар шиптар, мртов шиптар. Што има врска тоа со шампионската титула на Вардар? Апсолутно Исто и ова. никак. Значи А да, нема. не кога сме отворени да бидеме отворени до крај. Така, апсолутно. Ама тоа никој- Тоа е да. дел од шемата на вркот. Јас имам една Омразата. Тоа е многу интересно е пошто тоа и е на дел од вашите шемата. протести имаше дека не знам што се извикува. Не, па ние сме Имаше слични провока- народи. Реално да збориме дека Ама ние сме македонците тука исто. мислат дека се по цивилизирани и албанците мислат, некои албанци, дека се по цивилизирани. Не треба да се делиме, ние не, сме, па да. зборот ми е тоа. Ние сме соседи. Соседи се тоа. Да сме ние цивилизирани, ние би се граничиле со Норвешка или со Данска. Ние не, А ама- чим сме тука еден до друг, Како тоа е. соседи? размишлеле со Норвешка и со Данска би отишле ние до горе или Да, треба да Не, се сега го ја балансирам Ако сакаме, расправата за можеме да да фатиме некои Ние. заклучности, Поени. разбирате? Да. Значи има од двете страни има многу иако има напредок. Како би реагирале албанците кога би се ставило едно вакво прашање на референдум? Јас можам за себе да кажам како би реагирале. Еве, дали е тоа воопшто тема на разговор? Видите, значи албанските политички партии Она снимка од Берн што ја видовме дека Македонија не може да не е виновна за се, нели каде што значи албанските политички партии до сега биле многу конструктивни по прашањето за името. И тоа го кажале и врвни умови, универзитетски професори, аналитичари, Прашање зошто политичари. биле конструктивни?
кога со тиранската платформа да речеме, еве, или ако еве велиме не е тиранска, не знам каква А е што ова, би со до таа платформата, тиранска платформа? Таму стои децидно Што стои? што се бара. Забрзување на евроатлантските, вклучување за да може да И се промена на забрзаат и името, тука е да, промена на името. Па како Забрзување не се на... знае се знае што ги кочи. Евроатлантските. Значи, до сега, јас зборувам за во нивното практично делување, албанските политички партии биле доста коректни. Не го проблематизирале тоа прашање. И не се заканиле, условно речено, со некои радикални мерки ако Македонија не го смени името. Па, Реално да немаше зборим, такви закани. немаше. Значи, немаше од релевантни политички чинители, немало. А Па, индивидуалци, сега последниот период индивидуалци не е можеме дека да немаше најдеме. такви најави од политички партии. Јас не верувам, лично може песимистички звучам во контекст на глобалната слика, меѓутоа не верувам дека ќе се изнајде македонски политичар што ќе го промени името на Република Македонија ерга омнес, што викаат грците. Значи и надвори секаде да се викаме, значи да ги смениме пасошите. Ама прашање се и името на јазикот, име придавката нели. Значи може да се најде, не сум упатен за тоа да зборам, може да се најде некое решение во врска со ние да останеме Република Македонија, сите држави со кои имаме билатерални да бидеме Република Исто Македонија, само за меѓународните колку идеално го А гледате зошто вие треба? си од Не, не, овој а притисок не, за не го колку гледам идеално, решение. не го гледам идеално. Па не, ова е Како идеално. можно решение? Ова е идеално да се кажете седе на ми. билатерален Не, зборот ми ако глобалните играчи, како ги наименува Борис, решат овој дел, овој немирен Балкан да би биде се дел. правило- Ете, тука е проблемот. Зошто другите да задоволуваме да решат за нас? Па еве, грците Како не може? даваат. Не, па нека не даваат, нивни проблем. Ние нема да отстапуваме, мора да имаме, без разлика дали е ВМРО, ДПМН, СДСМ, дали ДУИ, значи сите заедно, нема тука поделки. Што ни значи Македонија, треба да имаме Јасно. заедничка платформа Јасно. и до каде треба да одиме. Ама така? знаеш што е, Наталија, проблемот? Знаете ли колку инвестиции има во Република Чешка, во Бугарија, во Унгарија? Ајде вака, Имаш сега и во чекајте, Македонија. чекајте, извини, да го превратам прашањето. Ако им е во интерес на евроатлантските институции Македонија да биде дел од нив, Да. што се прави? Треба да се промени погази македонскиот народ идентитет, има све. Јас тоа не го реков. Јас реков нешто што вие го оценивте како идеално. Идеме обратно. Идеме обратно по тезата на Борис дека фактички се подготвува едно сценарио, Ама и воопшто така е тоа. сценографијата за правење на таква работа, нели? Овие 3 години суди и ова сега. Јас само уште нешто. Да, повели. Значи, ако е можна оваа опција, ние да си останеме за внатре Република Македонија и во билатералните односи со земјите кои не признале под уставното име, а за меѓународните организации, на пример Вие Европска барате унија, замена на референцата, тоа би било идеално, тоа не е воопшто ништо, не би било спорно. па Дело сега на- не знам колку е голем и колку е силен тој план на тие играчи, но ако е сериозен, мислам дека може да и Грција малку да ја притискаат. Пошто ќе најдат некој компромис и они да Ако бидат имаме задоволни. ние тврд став, тогаш ќе ја притискаат и Грција. Ние сме помали од Грција, 5 пати Ма помали. не е битна големината, има многу помали Ние, земји ама кои во се- политиката е Уште битна, во политиката е битна. Па битно Во е затоа политиката е што така битна. сме се поставиле. Не, Да, да. не можете. Да, како би се дефинитивно. поставиле вие поинаку од ова што сме се поставиле Ви како кажав, држава? значи се прави заеднички државен, комплетно се прави план од кои линии до каде можеме да отстапуваме и не. Знаете што Стратегија. многу интересно прашање Тоа е го ова со- немаме ние. Државната со стратегија референдумот. комплетно ја нема. Не, Тука е имаме проблемот. ние. Немаме. Не е стратегија дали ние сакаме да сме членка на ЕУ и НАТО. Не, Тоа е нашата едно. стратегија од Се знае до времето каде на одиме. Глигоров или и Фршковски До беше каде одиме? ние да се Кои се викаме црвените- Република Македонија за то- нас и за целиот свет, а Грција да не вика како сака. Како сака. Меѓутоа тоа не е изводливо Ама реално. Не, немаме. Прашањето со референдумот е многу прашање кое што мислам дека ќе се наметнува се повеќе и повеќе во периодот, особено ако ги знаеме правилата за референдум. Од избирачкиот список, излезност да има 50%, така беше? Да. 50% Референдумот- излезност, над 50% да има бар еден глас, над 50% 50 избирачкиот плюс еден, список. да. Брои, еве ги гледаме и резултатите, милиони и 800, над милиони и 800, ги гледаме за локалните избори. Ајде, кажете ми која опција е таа што, да речеме, прво би излегле над 900.000 граѓани на референдум. Институцијата референдум е корумпирана кај нас, пред се во основата. Така. Во законот за референдум, или правилникот, или не знам како е таму, забрането е да се одржи референдум за предвремени избори. Можете интересно. Ова стои во законот? Да. Директна практикување на демократијата е забрането. И ние зборуваме за демократија.
Тоа се да зборуваме Швајцарија. 94-та го има забрането со подписите, веројатно. Зборуваме за Швајцарија. Зошто е Швајцарија таква како што е? Се оди на Затоа што за се има референдум. За се мора да има консензус. И за поставување на зелена ограда кај комшијата, Дури и за државјанство. за државјанство, и за верски објекти од било која вероисповест. Тоа е демократија. Кај нас имаме корумпирана демократија, бре, луѓе. Како владеат пропагандите внатре во Македонија? Преку алчноста. Овој се обогати, овој краде. Цело време ние разговараме за кој колку политичар се украде. Така. Тука нас Дали Државната изборна комисија имаме во вклучување линија? на атавистичко ниво писмата меѓу Така? Кандидатот под реден број Ете, 9, толку Арбен тука се одјавуваме Таравари, со од отвореното Алијанса на студио, албанците, ќе има продолжите добиено со 16.920 преносот од Државната изборна комисија. Ви благодарам за учеството во емисија. 50,12%. Исчева Дамовски, Нухил, ви благодарам. Се Општина надам ќе се видиме Градско. повторно во овој или Процентни некој избирачки друг места од проширен кои состав. пристигнале податоци. Ви благодарам на вниманието. 100%. Кандидатот под реден број 13, Жанета Чаушевска од ВМРО ДПМНЕ има освоено 978 гласа или 43,22%. Кандидатот под реден број 19, Роберт Бешовски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има добиено 1211 гласа или 53,51%. Општина Дебар, процентни избирачки места од кои пристигнале податоци 100%. Од нив, кандидатот под реден број 3, Ружди Љата, Демократска унија за интеграција, има добиено 4430 гласа или 52,04%, додека кандидатот под реден број 9, Арбен Аголи од Алијанса на албанците, има освоено 3918 гласа или 46,02% од гласовите. Општина Демир Капија. Процентни избирачки места од кои пристигнале податоци 100%. Од нив, кандидатот под реден број 13, Трајче Димитриев од ВМРО ДПМНЕ, има добиено 1228 гласа или 42,36%. Додека кандидатот под реден број 19, Лазар Петров од Социјалдемократски сојуз на Македонија има освоено 1627 гласа или 56,12%. БС има освоено 13.676 гласа или 47,93%. Општина Чашка, процентни избирачки места од кои пристигнале податоци 100%. Од нив кандидатот под реден број 6, Горанчо Пановски, Народно движење за Македонија, НДМ, има освоено 890 гласа, додека кандидатот под реден број 19, Горан Стојановски, од коалиција предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија, има освоено 2253 гласа или 69,58%. Општина Чешиново Облешево. Процентни избирачки места од кои пристигнале податоци 100%, од нив кандидатот под реден број 13, Горанчо Зашов, коалиција предводена од ВМРО ДПМНЕ, има освоено 1992 гласа или 46,13%, додека кандидатот под реден број 19, Горанчо Крстев, од коалиција предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија, има освоено 2155 гласа или 49,91%. Општина Штип. И од оваа општина имаме многу мал број на обработени избирачки места, значи само 62,50% на избирачки места од кои пристигнале податоците се обработени. Од нив кандидатот под реден број 13, Илчо Захариев, коалиција предводена од ВМРО ДПМНЕ, има освоено 6956 гласа или 45,81%. Додека кандидатот под реден број 19, Благој Бочварски,
Коалиција предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија има освоено 7.807 гласа или 51,42%. Општина Шуто Оризари, процентни избирачки места од кои пристигнале податоци 100%. Од нив кандидатот под реден број 18 Елвис Бајрам има освоено 3.333 гласа или 38,90%, додека кандидатот под реден број 19 Курто Дудуш, коалиција предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија, има освоено 4.936 гласа или 57,61%. Пред да продолжиме со прашањата, само да потенцирам дека Државната изборна комисија ќе продолжи сукцесивно да ги објавува првичните резултати од изборите добиени по електронски пат на нашата веб страница за резултати rezultati.sec.mk. Повелете со прашање. Значи, сите, ние сме колективно тело и цел ден работиме во полн состав. И така работевме во текот на целиот изборен процес. Сите членови на Државната изборна комисија се повикани да присуствуваат на денешната пресконференција која беше најавена уште пред 3 дена. Во однос на второто прашање, сакам да истакнам дека Државната изборна комисија ги спроведе локалните избори во Република Македонија во согласно со Уставот на Република Македонија, изборниот законник и позитивните прописи. Ние денеска имавме мирни, демократски и фер избори, во кои граѓаните можеа слободно да го искористат своето избирачко право. Државната изборна комисија, при спроведувањето на овие, но и на сите претходни избори, секогаш се водеше од принципите на професионалност, независност, отчетност и транспарентност. При тоа дававме се од нас со цел да овозможиме на граѓаните да имаат еднакво, слободно и тајно право на глас. Друг начин на работа овој состав на Државната изборна комисија не познава. Овие стандарди, меѓународно признати, ги применувавме и при спроведување на предвремените парламентарни избори и за спроведување на локалните избори 2017 година. Значи, сите приговори за заштита на лично избирачко право, кои пристигнаа до Државната изборна комисија, а можам да констатирам дека истите беа во многу мал број, за разлика од претходни избори, за разлика од првиот изборен круг, Државната изборна комисија ги институционално ги процесуираше и сакам да истакам дека карактеристика за денешниот ден е дека пристигнаа многу мал број на забелешки и барања за инструкции од општинските изборни комисии и од избирачките одбори, од политичките партии. Мислам дека денеска пристигнаа само 3 забелешки и тоа во форма на известување. Значи, колегите Силвана Бонева и Сашо Срцев беа посветени на работата на Државната изборна комисија од изборот на овој состав до денеска и во текот на целиот ден работевме, бевме во постојано заседание и тие вложија се за да имаме вакви избори како што дадов пред малку карактеристика за нив. Доколку нема други прашања, ви благодариме на присуството во текот на целиот ден, што ја следевте работата на Државната изборна комисија и нашите пресконференции, како и оваа последна пресконференција за денес.
Околу закажувањето на натамошните настани овде во прес-центарот на Државната изборна комисија ќе ве известиме електронски на вашите имейл адреси. Добра ноќ и пријатно.